Почитувани, наша обврска како министерство е во овие критични околности да бидеме секојдневно и постојано во комуникација и координација на терен со земјоделците. Да бидеме подготвени да нудиме решенија за сите проблеми кои што се соочува и државата, и нашата економија, целиот регион и целиот свет. Со подсекторската група за жито го одржавме денеска седмиот состанок во овие 2 месеци. Токму овие редовни состаноци на подсекторската група за жито, каде што се сите чинители на целокупниот сектор на едно место, имаат токму целта да креираат мерки и да ги нудат на владата. Заедно креиравме мерки во интервентниот фонд во износ од 400 милиони денари. Интервентниот фонд со кој што се грижиме секој земјоделец да има помали трошоци и одржливо производство. Наша цел е овој фонд до крајот на годината да биде зголемен и да достигне 600 милиони денари, вклучувајќи мерките кои што ќе бидат потребни и за есенската сеидба. Обезбедуваме сигурност помеѓу граѓаните, стабилен пазар на храна на основните земјоделско-прехранбени продукти. Сакам заедно со представниците на подсекторската група за жито да упатам неколку пораки до граѓаните. Храна и житни култури мора да има. Ниту една обработлива површина не смее и нема да остане незасадена. Ѓубриво за сеидба и за прихрана има доволно. Субвенциите и интервентниот план на владата за поддршка на земјоделците е во функција токму на земјоделството. Секој земјоделец добива досега рекордна поддршка и субвенција и за вештачко ѓубриво, и за зелена нафта, и дополнителни субвенции за зголемување на приносот. Тоа е поддршка за секој еден човек. Тоа е поддршка за да има доволно храна. Земјоделците со овие мерки добиваат 40% дополнителна помош за набавка на вештачко ѓубриво за пченка и за пченица, односно 4000 денари по хектар. Како и исто така 40% од потребното вештачко ѓубриво по хектар за сончоглед и за јачме, односно 2500 денари. Ги мотивираме земјоделците покрај оваа поддршка за вештачко ѓубриво, покрај поддршката за зелена нафта, да го зголемат и приносот со дополнителни скоро 100 евра по секој хектар. Наша цел е да го зголемиме домашното производство и да овозможиме намалување на увозната зависност на дел од овие култури. Токму затоа обезбедивме и по 100 евра од хектар, доколку земјоделците остварат принос кај пченицата над 4000 килограми по хектар и кај сончогледот над 1,5 тони по хектар. Дополнително сакаме домашното производство да го помагаме за да биде во функција на домашните преработувачки капацитети. Подготвуваме и јавен повик оваа недела со кој што дополнително околу 6000 хектари ослободено државно земјоделско земјиште го ставаме во функција на располагање на земјоделците наменски за производство на житни култури. Упатувам уште еден апел до сите чинители, дека само заедно и сплотени во оваа криза можеме да излеземе со помали последици. Не е време за креирање на лажни вести и за паника кај граѓаните. Остануваме посветени и понатаму следејќи ја состојбата и соодветно презимајќи постојани мерки. Планот за производство на храна кој што владата го усвои е отворен и ќе биде дополнуван постојано со нови мерки и политики. Правиме се, јас лично, целиот тим на министерството, подсекторските групи, за токму ние како земја да бидеме еден од тие успешни примери. Од секој од нас зависи, а ве уверувам дека сме на вистинскиот пат и затоа ве повикувам сите земјоделци, аплицирајте и искористете ги мерките од интервентниот фонд и од програмата за директни плаќања. Искористете ги сите мерки, земјиште, зелена нафта, вештачко ѓубриво, дополнителна субвенција од 100 евра за да го зголемиме приносот и за да го зголемиме домашното производство на храна. Благодарам. Добро, значи Петре Стојковски, Асоциација на земјоделци. Значи вака, ако некогаш сме доаѓале во Министерството за земјоделие за да побараме овај помош која што не сме ја добиле, во овој случај денес и ствари имаме ние 6-7 средби заедно со Министерството со подсекторска група направено се со цел да имаме зголемено производство
и поголеми стимулации за нас како земјоделци. Во овој случај не треба многу ние како земјоделци да разговараме и да кажуваме, едноставно мерките кои што се донесени за помош во земјоделието, ние сме задоволни од сите мерки кои што се донесени и прифатени, така да останува ние како земјоделци да го зголемиме нашето производство, да станеме независни од увоз на сите зрнести производи, пшеница, јашпен, сончевица, пшенка и други репроматеријали. Здраво, јас сум Стеван Чордановски. Тука сум како представник од Национална федерација на фармери, а инаку сум земјоделец, производител на пшеница и други житни култури. Како според вас е пулсот кај земјоделците за новите мерки, дали ќе се врати интересот да сеат житни култури, да ги убрат, прихрануваат? Едно време беа во апатија со овие цени. Па, видете вака, ние како тука по секторска група за жито, како земјоделци кои членуваме во таа група, дадовме неколку предлози и ова идеја, мислам, овој резултат кој што го постигнеме сега секако за поздравување. Значи, нашите предлози беа прифатени. Треба да се скористи ова сега како дополнителни мерки од интервентниот фонд, да се направат овие агротехнички мерки, да се направи прихраната, да се скористи приликата и да се искористи овие дополнителни мерки. Секако дека се надеваме ќе влијаат позитивно, ќе се зголеми производството на пшеница и другите житни култури. Сега ова не зависи во еден дел и од нас. Тука како предизвик за нас останува секогаш и климатските промени. Климатските промени влијаат многу посебно на овој подсетно производство на жито, но како што кажав тука да не се повторуваме како што кажа и министерот, значи овие мерки секако дека ќе придонеса за поголемо производство ова сезона сега, но и есенската сејдба да се зголеми производството површините на засејани со земјоделски култури, посебно со пшеница.